Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер Македонија, добро вечер на сите гледачи. Се надевам дека сите сте во добра форма. Ве поздравувам јас, вашиот водител Кирил Трајковски Максим, а во продолжение заедно ќе го проследиме седмото издание од третата сезона на Редкаст. Како и секогаш пред да го најавам гостинот, ги поздравувам оние што не поддржуваат, оние што донираат, тие што шеруваат и најверните што критикуваат. Тука се разбери нашиот генерален спонзор Клима Лайф, кои се експерти за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте си набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660 092, а момците ќе се погрижат за се останато. Вечерва во Редкаст ќе разговарам со еден млад човек, ентузијаст, кој не чека некој друг да направи промена, туку тој самиот си ја прави. Гостини е човекот што од запуштени паркови прави зелени приказни и ја инспирира широката јавност. Вечерва во Редкаст на моје огромно задоволство го имам Андреј Рајатовски, градинарот што ја чисти Македонија. Андреј, добро вечер и добре ни дојде. Добро вечер, добро ве најдов и поздрав до вашата публика. Андреј, сите те знаат како градинарот што ги чисти парковите, така ги освојуваш и срцата на TikTok, на Instagram. Ама јас сакам да ми кажеш кој е Андреј зад ракавиците и зад тримерот и зад сите оние алатки што ги користиш за чистење на тие катчиња. Така. Андреј е обичен човек, 25 годишен скопјанец, кој што, како што каже, ти ентузијаст, работел се и се што во животот, се надевам сега работам нешто што ќе продолжам да го правам бидејќи стварно ме исполнува. Така да немам многу што да кажам, дипломиран економист. И така, сум работел се и се што сум живел и во други држави, така да сум испитувал многу ствари во животот. Тоа е нешто што стварно ми исполнува и се надам дека ќе продолжам да го пробам. Може да ни кажеш у кои држави си живел и држави, сега кажав кога сум живел у 100 држави. Па добро, сега се вратив. Предпоставувам те инспирирале нивната чистота кога си дошол овде, не си можел да поднесеш значи, кога дојдов, сега си дојдов јас пред 2 месеци, живеев во Словенија, ако може да кажам реално дека чиста земја е Словенија. Да, 1 година бев таму и бев во едно убаво местенце што стварно, значи, да не кажам, нема никаква споредба со ниедна населба од кај нас, барем ја што сум ги видел. И да, многу голема разлика. Реално. Како започна твојата љубов за уредување на паркови, несредени катчиња, тревници, грмушки, џбунови? Сум гледал доста странци што прават слична содржина, сличен контент. Неколку американци, еден австралијанец, кои што снимаат и на јавни површини, меѓутоа и на приватни имоти. Трансформациите секогаш ми било онака убаво да ги гледам. Преди потоа онака целиот процес што се случува ми привлекувало внимание. Веројатно првиот пат кога ќе ги видам и самиот алгоритам те носи да ги гледаш. Так. И не знам, ми било секогаш убаво. Оддамна имам идеја, искрено, бидејќи стварно имаме материјал да се снима низ Скопјево и дојде време да го реализирам. Кој те мотивираше да почнеш, освен тоа што ги средуваш, нели, лошите делови од градот, што не се средени кој што треба, кој те мотивираше тоа да јавно да почнеш да се снимаш и да го споделуваш на социјалните мрежи? Укради идеја од овие што ги спомна некои, најмногу е тоа. Си ставам видео. Да, најмногу е тоа, бидејќи гледам дека луѓето стварно го прифаќаат таквиот контент и е убав за гледање, онака мене барем ми била, гледам и по гледаноста на тие луѓе на социјални мрежи, дека стварно е гледан и добро прифатен од публиката. И верував дека и кај нас ќе биде, така е испадна дека стварно. Баш она you hit the point, пошто не постои друг, ја не знам на дали има некој ваков човек, сега за Македонија збора, така. Што само иницијативно излегува и ги средува. Да. Као што кажав, главна инспирација ми беа луѓето што ги гледав од странство и стварно ми било онака воодушевување кога гледам се до тоа. И викам ајде да пробам Македонија, зашто? Дали Андреј дека нема никој. Да, дали Андреј има некоја позадина целова иницијатива твоја? Дали може би од фамилијата, од семејството, некој те поттикна? Како почнаете да се занимаваш, да речеш јас ова ќе го правам и како наоѓаш време? Тоа е многу битно. Да ме поттикна не, меѓутоа моите се цвеќари цел живот, поготово мајка ми, да, и од таму може ми дошла некоја љубов за цвеќиња, одржување зеленила, пресадување, хортикултура и така натаму.
Може би има некој удел тоа, меѓутоа пак ја кажам, главна причина ми е инспирацијата од странскиве креатори и Добро, речи например, го, еве да. опремава. Ја гледам на видеава твои дека имаш еден цел багаж, еден тон, некакви алатки, Да. не знам, тримери, ножици, тоа таквото, шпаклата што ги вадиш тие, плевелот што го чистиш Да. од бекатонките. Пари за тоа од кај најде? Твоите ти Не, ја- или твоја заштеда лична? Моја лична заштеда. Скапо тоа, предпоставам Точно, или? да. Па не, рачниот алат не би рекол, ама моторниот да, нормално сега. Так. Тримерот, дувалката. Јас почнав со минималистички, најмалце што може алат, Да. тоа што ти е потребно, онака највише. Најнеопходно. И да, најнеопходно, точно тоа е зборчето. Да. Најнеопходно што ми требаше си купив, бидејќи сега го планирав тоа да го почнам, јас си правев и некој план претходно што се планирам да направам за видеата, на кои социјални мрежи, учев да едитирам додека бев во Словенија и се тоа. Се спремав на некој начин за сето ова, бидејќи планирав да го правам на долг рок. Не ми е сега ова за една недела, 2 месеци и така натаму. Добро, а например логистички си имаш некој комбен, се предпоставам, или со некоја кола со Моментално голем сум багаж? со колата, Пошто не се со тоа да го голем багаж. натовариш ти како тоа, не Собира, да. И све ставаш комплет. Све у колата, се што ти треба, се зависи кај Да, прво одиш, предпоставувам, мапираш, се Да, шеташ да. низ градот, си кажеш, ова го меркам сега, Да, ќе го решам. да. И си правиш она пресметка што ќе ти треба, како ќе ти треба. Точно. И одиш дома, нели се припремаш. Тоа и е, идеш знаеш да. процесот кој е. Значи, Да, кога си шетам онака низ град некојаш, ако излезам да прошетам, си запишувам у телефон локација, таа и таа, тоа и тоа ми треба и Има ли кога ќе имам слободно време, идам и го решавам. Имаш ли поголем интерес сега од девојките, од гледајките си као домакинче, детео средува, кузне дома што ќе биде, а? Нешто има такво, ти пишуваат, сигурен сум дека ти Пишуваат сигурно, да. Репотан си, мислам. че тоа Фала, нема сега ме разборим. засрами и готово. Нема ја се срамиш, ретка снима. Како се вика, да, пишуваат по пораки, сигурно и по коментари, Што коментари ти не кога можам дојде да ни го ги... средиш дворцето. Па По не. коментари има сигурно, ја не сум ги прочитал, има милион коментари на Facebook, на Instagram, ваму таму. Аха. Ама сигурно има, да. Не сум, мислам, вака не сум приметил, има сигурно у Не коментари. ќе да ги отвараш пошто глава ќе те здобри. Да, може ќе дефинитивно, видиш, дефинитивно. И девојка ми ќе ми истепа баш. А имаш и девојка? Да. Па добро, тоа што имаш девојка, ништо. За девојкиве ќе кажеме дека моментално си заузет. Да, да. Ама си релативно млад, така да може и ќе имате некад шанса да дојде да ви го среди дворче. Океј, кажи ми сега, дали се сеќаваш кој ти беше првиот видеоклип? Што го Да, гледа? да, како не се сеќавам. Тоа е кај не знам сега локацијски дали го кажам, ама блиску до местото кај што живеам јас. Добро. И Ти си често во го центар негде, аеродром? Јас сум Карпуш? Лисиче живеам, Лисиче. ама местава да речам се повеќето тука. Таа населба и општина, да речам, ама се разгледам, има доста места и цело Скопје ни е, имам материјал од цело Скопје, не Има, е само има. таа општина, морам да кажам. Ама да, првото видео ми е место каде што јас често шетам, да не кажам секој ден одев на школа по тоа патче, во основно, и место каде што сега, овој период, навечер си го шетам куќето, Да. и го поминувам цело време тоа место, гледам дека му треба таква акција, и дај денес, ај утре, ај за утре, и дојде денот да го средиш. снимам и да го постирам. И да, првото видео, искрено бев у шок една недела, може и поише, дека стварно толку вирално отиде, поготово на Инстаграм и на... Тоа ми е следното И на прашање, Феј- кој секој беше случај. моментот кога свати дека луѓето на вистина те следат и те поддржуваат? После првото видео, искрено, го пуштив, ја не сакам одма да гледам реакции, го пуштив едно пола сат, не гледав што се случува. Отвараш? Кога отворив после, да, имав доста пораки, на Месенџер веќе луѓе што ме познаваат по групи ке што се пишуваат и сето. Да, И ми беше хаос, да не кажам. Првите неколку дена, ептен бев у шок, после некако спласнуваше се. Ама, и уште сум искрено да ти кажам, не ми е се реално и верно дека се случува. Има ли, например, во порака да некој да се пријави, да ти помогне, да... Има. Да рече, ја ќе дојам со тебе. Има Ти се многу, десило не тоа? еден, него многу. Не само пораки, у коментари гледам дека има доста за да се приклучат. Ама тоа само по коментари, кога ќе дојде време за работа, Па не, спијат, верувам дека ќе дојдат ако организираме некоја волонтерска акција.
Разгледувам сега локација и време да ни се погоди, веќе врне сега неколку дена, треба да се погоди времето да биде добро, да биде најверојатно недела кога луѓето не се на работа. Так. И да одбереме локација кај што стварно треба повеќе луѓе за да ја средиме. Се уште немам време да го размислам тој момент, а сакам да го направам. Сега ќе видиме кога ќе биде. Се надевам дека некоја наредниве недели ќе го средиме тоа, ако не здравје Боже на пролет. Со кои најголеми предизвици се соочуваш кога работиш на запуштени површини? Например, некој корен да има, Да, има. Што не можеш да го Еки ти кажам, јас на третото видео мислам дека му доаѓа, не, четвртото. На четвртото видео што го снимав, тие ги снимав во 2-3 дена, првите 4 видеа. Дојде момент онака, викам, што ми требаше, онака тешко ти е и гледаш дека имаше кузне колку за работа. А ти спаѓа веќе те што ми требаше, викам сега ова да го правам, ама викам си зафатил норото ќе го доиграш. А тогаш не ми беа ни постирани видеата уште. Значи не знаев каква ќе биде реакцијата. Так. И ајде викам до сними го и ова, 4 видеа имаш, изедитирај, пошто сами ги едитирам. А чекај, како ти иде снимањето? Прво сам си поставуваш статив, Да. поставувам камера. Да, GoPro. Така? GoPro, окей. И таа си стои како таймлапс, само после убрзуваш, пошто После ги кратам деловите што не треба нели одам да земам. сам да кажам нема некој со тебе што те снима, све сам правиш. Се едитирање, значи сам си оставаш стала, кога ќе сними све дома ги префрлам на компјутер, сам едитинг, си имам членство таму на некоја платив од овие за едитирање. Да, бе, кепкат. Да. И си катнуваш, убрзуваш, некои делови сега се учам и у едитирање, ставам некои да бидат поинтересни видеа, да не биде само тоа, ме разбираш. И ама се уште сум аматери во тоа. Така да се надевам ако порастеме толку ќе имам и човек што ќе ги средува видеата, ќе можам да си дозволам да го плаќам. Да, дали некогаш си наишол на негативни критики, да. коментари од некои луѓе од типот еве сега те гледа и ти вика бе дете, абе остај тоа општината да си го заврши бе, ти ли ќе им чистиш бе, џабе ли им плаќаме, ме сваѓаш, има такви некои бабички некои. Има на Facebook поготово, таму се доста. Тебе ќе сега ти дојде да ни средиш, знаеш, Да, ние македонците и добро да правим и тоа нема да ни чини. Дефинитивно. Таков некој Има, ама морам да кажам дека се многу малце успоредба со позитивни. Да, не кажам помалце од 1% се такви коментари, има ќе се најде, ама сега што да правиме? Добро, на лице место еве кога си средувал некое на лице место негативни. Така да дојде некој да те замара, шо прешти, имаш ли дозвола за ова? Не, такво нешто не. Јас пред да почнам се ова, си отидов уредно во град Скопје, во паркови Зеленило, да си прашам дали смеам воопшто да го правам тоа, да не прекршувам некој закон. Тоа е многу битно, брат. Да. Првиот ден уште кога се симнав од авион, другиот ден Ти дадоа некој пемпеле да имаш како барав да имам нешто како црно на бело, меѓутоа од едно место на друго ме шалтав градот и на крај дојдов до човек што е малце да речам поодговорен во град Скопје. Во тоа време сега не знам како стојат работите. Добро. И ој ти и ми кажа вика што ти треба, му објаснив како му покажав и видеа од луѓе што го работат тоа устранство. Вика нема никаков проблем, вика и така е заопшто добро, вика не се крши никаков закон, терај си имаш устна дозвола од градот, слободно немаш никаков проблем. Тоа ми беше доволно реално. Да. Сакав да имам нешто црно-бело, случај да ти дојде некој од општина или полиција или било кој, да. Шо прешти тука, имаш ли опрема соодветна, не треба на да некој кажеш начин да се добив повредиш. сигурност бидејќи човекот ми кажа вика ако имаш некаков проблем слободно имаш бројче јави ни се ќе го решиме, така да. Единствено не би сакал да чепкам дрва и гранки бидејќи знам дека за нив треба посебна дозвола да се добие од градот. Мислам дека се бележат, па стручни лица доаѓаат, па тие ако е субо дрвото да го отстранат. Било какво и да е, не смеш ти да го чепкаш бидејќи законски се колку што знам. Такви работи не чепкам. Се останато треви, косење, тоа немаш никаков проблем. Кое место што си го исчистил до сега ти е најдраго или не постои така? Или имаш некој? Не знам, најголема трансформација е првите две видеа. Најголема онака впечатлива, а сега наредно видео што го спремам е едно, да не кажам мојата најголема трансформација што сум ја направил. Тоа ќе биде интересно, не знам кога ќе го доизедитирам, да го имам целосно онака убаво за гледање, ама следното видео што ќе излезе, мислам дека според мене онака доста добро. Јас добивам впечаток дека гледајќи тебе, ова на некој вид како некој вид на дрога е. Затоа што ти не можеш да исчистиш само едно место и да речеш доста е.
Ти све повеќе и повеќе сакаш, те гледам, имаш ентузијазам да го правиш тоа. Да. Предпоставувам дека и дома кога седиш не можеш мирен да бидеш и само мислиш на такви работи. Или не си таков тип? Не, таков сум. Јас бидејќи сум економист, кажав на почетокот. Зависност некоја да чистиш, така? Работев во банка. Извини, девица да не си у хороскоп. Девица сум. Тоа е. Септември? Септември. Кој? Трети? 22 ја на крај сум. 22. Тоа бројче многу. 23 мислам е вага после тоа. Така нешто. Да. Јас сум трети. Ја 3 септември си? Ај, па иде ти. Ќе дојам со тебе ќе почистим. Не, педантерија се девиците скроз. Да, тоа. верувам. А не дека се договоривме нешто да го прашам, стварно сега ми текна на прашањето. Тоа што ми кажуваше не те држи место точно е, бидејќи работев по струка 1 година во банка. Ама спомнувам, не е битно која. И не напуштив од таа причина, бидејќи у едно место онака не можам не си човек не можам да канцелариска издржам. работа. Да, и еве сега работам нешто што стварно ме исполнува. Добро, сега ти ова што го работиш, како екзистенцираш? Имаш ли од ова некој приход? Го материализираш ли моментов, пошто сепак почнав со надеж дека ќе соберам публикум, каде што ќе можам на компании да им се понудам да се ги промовираат своите производи. Добро. На некој начин да заработам од маркетинг. Да бидеш. На некој начин, Добро. да. И би сакал доколку успеам да се занимавам и професионално со хортикултура, да си отворам фирма и да уредувам и приватни имоти, тоа доколку успеам, се надевам дека ќе успеам, бидејќи стварно ја сакам работата што ја работам. Сега имам, на некој начин сум за краток период сум направил некој публикум од, мислам дека преку 60.000 фоловери од сите социјални мрежи, ако ги собереме, да. И моментално има заинтересираност, искрено морам да кажам, голема за фирми за рекламирање. Ја не очекував до толку. И сум во разговори со неколку, се надам ќе успееме да не, стигнеме. сепак ти мора да живееш од нешто, знаеш. Точно. Ти само да средуваш ово онутре, ќе ти се зафркне, да речеме, не знам сега на ланч или ти е тоа. Да. Ќе ти се скине. Ти се под гаранција 1 година така да, али кој ќе го купи, разбираш? Јасно, се слагам. Тоа ми беше идејата првично, искрено немав некоја дека од утре ќе почнам да. Нешто мислам ја што е најбоље да направиш ти. Да отидеш у општина у град Скопје и да им понудиш као специјална единица као тебе луѓе да има 1/10 у градов, секој општина да си има по една нинџа, ти текна јасно. Као волк нешто, тигар, специјалец. И те пуштаат еко специјалец. Да, еко специјалец и да им држиш и обука, мислам сега нормално ти си на самиот почеток, меѓутоа веќе знаеш како оди работата и можеш комотно да обучиш 10 души без проблем. Можеби тоа ќе се случи. Добра идеја, не го исклучувам. Поиди види тоа. Ја искрено се надам дека ги инспирирам барем луѓе што се вработени, не знам кој, валја паркови зеленило се комунална хигиена. Комунална, било кој да ги работи. Барем ќе ги инспирирам дека стварно заличува на нешто од кое ќе го средиш. Мислам дека повеќе, се не ќе да осудувам, ама повеќето од нив, барем јас имам таква перцепција дека одат да го завршат, само да го искосат тоа, да биде онака искосено, да не биде преобраснато, ама не одат вака у детал педантерија како ја што го средам. Можеби не му е тоа работа, не ни мораат да го прават, не ги осудувам луѓето. Смачено им е, Андреј. Да, не ги осудувам луѓето, едноставно можеби ќе му биде на некој начин инспирација се тоа да видат дека стварно заличува онака кој ќе го средиш. Така, што мислиш зашто луѓето толку позитивно реагираат на твоите видеа? Па мислам дека е нешто што ги исполнува пред себе, рекол видеата, целиот процес кој сум го гледал на други креатори, ме исполнува целиот процес од кој ќе видиш цело запуштено обраснато, да го средиш, да го направиш да личи онака и нешто па ќе кажам дека е за општо добро. Так. Нешто што правам што стварно ќе му биде од корист на луѓето, да речам. Првото е да пак ќе го спомнам трет пат, не знам колку пати го спомнам, беше пола од патото обраснат со трева. Значи таму би требало да биде ќе го пуштиме дур збориш. Да, би требало да биде средено кај што може да се разминуваат луѓе. Разбираш, таму имаше од двете страни трева и сега да дојат од двете страни луѓе со точаци, ќе треба едниот да го поджега другиот за да не одат у тревата. Ако не се лажам, имаше едно видео каде една клупа цела е обрасната, па тие клупа имаше цела со може трева, да се користи да се седне некој, пошто не ни приметуваш дека е клупа, жбунови беа све. Точно, па јас сум одел на тоа место тој парк и никогаш не сум седел на тие клупи од таа причина, што или обрасната со трева, или дрво изникнало, па или тоа што е позади насаденото е цело преку дрва, па ќе ме
ќе ми дојат вошки на мене, ќе ми се накачат. Јасно. Така да од такви несредени, почнав тоа како нешто серијал да го правам, ама ќе видиме, би требало, мислам, Сега доаѓаме до едно интересно прашање, што не ми е тука упрашалников, а сега ми текна да те прашам, на пример, ти ќе го направиш тоа. Нели треба за 2 месеца, 3 да доеш да го средиш, пошто тоа ќе порасне. Дефинитивно. И ќе го правиш тоа континуирано, си ги имаш мотивирано или као проаѓаш еднаш и ова ви од мене, општина, после да си го само да си го види, се средуете, надевам да си- дека после тоа ќе осредуваат бидејќи на некој од местата што бев, после некоја недела, кога поминав, видов дека и другиот дел беше среден. Си ги потикнал. Дали од општината, не знам, дали од луѓе вака што ги виделе видеата па се инспирирале, не знам, ама видов дека досредено тоа што не сум успеал јас. И баш ме радуваш искрено. Првото и второто видео на тоа место, сакам да кажам, беше средено и онака баш убаво чувство ми разви. А тоа дека ако ќе обрасне пак дека пак би требало, ако видам дека пак е обрасне, пак ќе одидам на изгледа место, ако никој не го средил. Што да правиш? Ќе си направам контент за... Едно твое видување за сите општини во Скопје. Што мислиш, во каква состојба сме на еколошки план? Види, јас мислам дека оваа состојба не е сега од последниве години, мислам дека јас од кога сум во аеродром има вакви катчиња во аеродром каде што е стварно запуштено и е обраснато од сите страни. Не е во последниве години, тоа нема да се согласам. Ама не би сакал да кажам од која причина, веќе не знам од која причина е, кој е одговорен за сето тоа. Не сакам ни да навлегувам у таа тема. Едноставно ми дошло мене инспирација да го снимам, си го снимив, го објавив, добро е прифатено, ќе гледам да снимам, и ја го кажав ова и доколку почнам да го работам ова по приватни имоти, да си отворам фирма за уредување така натаму, нема да прекинам да снимам вакви видеа, бидејќи на некој начин така сум ја добил првично публиката, а и мислам дека е заопшто добро, а мене не ми одзема да речам многу, тие видеа се за саат и пол направени, саат и пол од денот, стајуше пола саат дека сум отишол со кола и сум се вратил, за 2 сати во денот дека ќе потрошам, а сум направил, да не кажам, огромна работа, не ми менува искрено. Морам да признам дека со овие твои постапки ти го ја подигнуваш екосвеста кај многу луѓе и си инспирација за доста млади, се надам дека ќе ти се придружат. Ќе продолжиме во вториот дел, а сега на голема врата сакам да го најавам Крипто Гемиџија, кој што секако не остава никогаш да бидеме сами. Ти благодарам, Гемиџио, сега можеш да дадеш една твоја експертиза за макроекономија и геополитика, па се враќаме во вториот дел. Поздрав од генералот. Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Редкаст. Од вашиот комесар за политички и макроекономски прашања позади борбени линии на топлата Малта. Пред да почнеме денес, после мала пауза во следната сезона на Редкаст, прво мора да ги поздравиме домаќините, се надеваме дека ќе имате многу успешна сезона, почнувајќи нормално од ова прво официјално видео во новата сезона, а нормално да го поздравиме и денешниот гостин, тоа е градинарот кој што секоја чест за неговата хумана работа мора да го поздравиме и нормално да го препорачаме на целата наша заедница. Денес за вас имаме во однос на вести една многу комична состојба во нашата омилена Мурика, како што би рекле нашите политиканти, нашиот најголем геостратешки партнер. Ова што гледате пред вас е указ кој што е донесен директно од Орангутанус американус, попознат во домашната публика како Трамп, со која што истиот на 4, тоест 2 април ја донесе, а на 4 април ја објави оваа негова одлука во облик на указ со која што наведува дека ќе има тарифи кон целиот свет, како што би рекле, секој добива своја тарифа. Сега, нормално ова на почетокот да изгледаше многу романтично, он со неговиот голем постер како стои во дворот на Белата куќа, додека се заканува на целиот свет како сите ќе добијат не знам колку високи тарифи, и сето тоа изгледаше романтично и сето тоа изгледаше интересно, се додека сето ова нормално не дојде во една обратна состојба. Ќе го објасниме тоа нели соодветно на нашите денеска вести, но пред да го направиме тоа да слушаме како Трамп се фалеше за овие тарифи во тој момент. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Значи, ова беше неговиот, да речем,
соло шоу момент, додека зборуваше како тарифите ќе донесат огромна количина на пари, како целиот свет едва и чека да дојде и да направи договор за тарифи со Мурика, затоа што оние понатаму се уште сонуваат дека се онаа голема империја која што очигледно не се, а тоа ќе го покажеме денес. На почетокот, веднаш после обоѓувањето на овие екстремно големи хамери со многу имиња и многу тарифи, беше кажано како во наредните 90 дена после имплементирањето на овие тарифи и нивното паузирање за 3 месеци, ќе направат неверојатни 150 од околу 200 земји во кои што моментално постојат во светот, значи 150 земји ќе направат договор со нив. За малку подоцна оптимизмот да падне и да кажат, добра, ај ќе направиме 90 договори со 90 различни земји во 90 денови. За следниот чекор да биде, добра, ај ќе направиме 75 договори за 90 дена. Нормално, како ова сега изгледа, после неверојатни 210 дена, откако наводно ќе беа склучени 150 договори, дојдовме во ситуација во која што се направени неверојатни 9 договори со само 9 земји, меѓу кои поголемиот дел од нив се или бивши или сегашни вазали на Мурика, вклучувајќи ги Мала Британија, Гејропа, овие со сонцево на другата страна на светот, Јужна Кореја, Виетнам, значи апсолутно се што представува сегашна и бивша колонија на Мурика направила договор со нив, вклучувајќи ги Филипините како сегашна колонија. Кина нема договор за тарифи, Кина има само едногодишен договор за одложување на потенцијално имплементирање на тарифи и моментално би рекол состојба на економска трговија помеѓу овие два гиганти. Што значи дека после 210 денови Мурика, најголемата империја во светот моментално, успеала да склучи неверојатни 9 договори со 9 земји, односно со 9 бивши и сегашни вазали. Значи изгледа не стојат во линија пред Белата куќа да му го бацат газот на орангутанус американус, како што тврдеше во претходното видео. Изгледа. Не се секирајте, доаѓа многу полошо. Сега, кога видеа дека нема да успеат да направат било каков тип на договори, очигледно земји не стојат пред Белата куќа да направат договор, одлучија дека ќе праќаат еднострано писма со кои што објавуваат тарифи на овие земји и на тој начин тоа го превзема како, ете гледате, успеавме да направиме значи, нели, договор со сите овие земји, иако тоа е еднострана објава на тарифа, што апсолутно нема никаква врска со овие договори што ги спомнува на почетокот, но како и да е, најголемата лага од се не е тоа со колку држави склучиле договор, туку кој плаќа за овие тарифи наспроти тоа што постојано го тврди орангутанус американус. All I know is this, we're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs, and we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you, you just watch. We're going to have jobs, we're going to have open factories. All I know is... Значи, според неговите кажувања, од овие тарифи кои што се издаат и плаќаат неговите непријатели како Кина, Русија, Иран и така натаму, ќе се соберат толку многу пари што ќе има огромна количина на пари, нема да се знае кај да ги потрошите, ќе имаме фабрики, ќе имаме апсолутно се. Но кој на вистина ги плаќа овие тарифи? Погледнете го ова. На 4 ноември официјално според Fortune, погледнете само колку голема количина на пари се досега собрани и да видиме од кого. Значи 38 трилиони е моменталната бројка од која што нормално ќе почнеме да ги сметаме овие, да речем, собрани средства од тарифи, односно царини, од април кога беа објавени така речено овие тарифи, односно на првенствено 10% универзална тарифа за сите, а сега веќе имплементирани напредни тарифи едностранно од страна на Мурика. Значи од некаде околу 6 милиарди долари во тој момент до 30 милиарди имаме негде околу 24 милиарди долари собрани во тарифи. Но како? Од кого? Вели моментално кој ги плаќа тарифите? Повторно, ова не е според Русија, ова не е според Иран, ова не е според Кина, ова е според Tax Foundation во Америка. Мурика. Американците се вели тие кои што на крајот ја плаќаат цената на тарифите, верувале или не. Односно е еден интересен пример како тоа изгледа. Кога еден пар пантолони се произведени во Кина и одредена компанија ги увезува во Америка, верувале или не, ако постои царина, односно тарифа од 10%, а панталоните чинат $10, тогаш овие $1 царина, кој што треба некој да ги плати, не ги плаќа Кина, верувале или не, според нашите врвни економисти како орангутанус американус, туку ги плаќа домашниот импортер, односно увозник. Тој е тој кој што ја покрива цената на тарифите, односно
царините во оваа ситуација и ја купува, така речено, оваа роба поскапо. Потоа истиот е надградува со дополнителна маржа, која што е практично неговиот профит. Но, уште еднаш да напоменеме, царините не се плаќаат од Кина, не се плаќаат од неговите непријатели, туку се наплаќаат од неговиот собствен народ. За нормално, овие, да не видиме сега, значи уште поинтересни, овие тарифи, односно царини, да бидат укинати првенствено од нивниот второстепен суд, кој што нормално оваа одлука беше веднаш обжалена од страна на Орангутанус Американус и сега моментално се наоѓаме пред нивниот врховен суд, каде што огромна количина на домашни компании кои што нормално ги плаќаат овие тарифи кои што ќе ги направат американците многу богати, сега го тужат Трамп дека собрал околу 3 трилиони, неверојатно, скриен данок преку овие тарифи кои што не ги плаќа Кина. Нормално, се уште чекаме да видиме како се ќе се одвива, сега за сега не изгледа баш најдобро за нивна администрација, но како и да е, крајниот збор го има нивниот врховен суд, иако можеби Трамп има друг начин да ги собере овие тарифи, да повториме уште еднаш, тарифите не доаѓаат од неговите непријатели Кина, туку доаѓаат од неговиот народ. Односно, уште поинтересно е фактот дека доколку нивниот врховен суд одлучи дека тарифите се навистина нелегални, со оглед на фактот дека тарифи во нивната држава може да бидат имплементирани само со одлука на Конгресот, а не со указ на претседателот, покрај некои подзаконски акти кои што истиот ги користи, ќе мора да бидат исплатени, верували или не, рефанд, односно треба да бидат вратени парите назад на оние од кои што биле собрани. Тек тоа сакам да го видам Американус Орангутанус, кога ќе треба да објасни на сопствениот народ дека треба да ги плати овие пари на сопствениот народ. Односно, како што гледате, овие интелектуалци, генијалци, како сакате наречете ги, од моменталната администрација во нашиот стратешки најбитен партнер, изгледа направија мала грешка, или не. Уште еднаш, друштво, ви благодарам на вашето внимание, се надевам ќе уживате со програмата на Redcast и се гледаме во следниот поздрав од Крипто Гемиџија и од топлата Малта. Еве не, драги гледачи, се враќаме во студиото на Redcast, каде што си разговарам со еден прекрасен млад ентузијаст, човек кој што навистина ги инспирира сите млади, сите луѓе, негова генерација, па може и постарите. Лично и мене ми инспирираше и затоа и го повика во Redcast со сето она што го прави за добробит на општеството. Продолжуваме со прашањата од вториот дел. Андреј, кажи ми, каде се гледаш себе си за 5 години? И што би сакал да постигнеш до тогаш? Така, како што кажав, се надевам дека ќе ми успее идејата да си создадам своја фирма за уредување на дворови и ќе уредувам големи површини, мислам дека барем целта ми е таа да направам голема фирма која што ќе уредува приватни дворови, меѓутоа да имаме редовни акции што би уредувале делчиња од градот кои што се насредени. Се надевам дека за 5 години од сега ќе бидеме барем малце посредени општини, барем скопските општини, јас можам за тука да кажам, не знам за другиве градови како е. Ќе бидат малце посредени и еве се надевам дека нема да имам работа со уредување на јавни површини, дека ќе биде се чисто и средено. Кој совет би им го дал на сите оние што сакаат да придонесат за почиста зелена околина, но не знаат од кај да почнат? Да не загадуваат самите они. Доволно е само луѓето да не загадуваат. Другото мислам дека општините колку и да не е нивна работа, кој ќе нема што друго, ќе ги средат овие делчиња што се запустени. Ако секој човек не загадува само од себе, мислам дека ќе живееме од доста почист град. Да тргнеме од себе. Да, дефинитивно. А што повеќе те нервира, вака пластика или неискосена трева? Мислиш фрлена пластика ѓубре? Шишиња глупости такви. И двете. Ти се десило освен тоа што ги средуваш качињава да земеш една кеса да почнеш да ги собираш? Да, имам, па не знам ако си ги гледал подолгите видеа, да речам на YouTube ми се подолгите видеа, таму имам каде што наоѓам во џбуновите и лименки, и пластика и се што од харти, од чоколадца и такви. Носиш негде на рециклажа после тој собран смет или во континер? Се заедно, во едно и во континер. Со се трева, со се сето? Да. Тоа смее да се фрли. Па кај нас е, да. Нема некоја посебна. Ма нема, а каде на друго место нема.
Барем јас не знам. За шишиња знам дека има посебни некои кај што се рециклираат. Меѓутоа кај нас во континери не се рециклира отпадот колку што јас знам. На некои места може би има. Меѓутоа јас колку што знам кај нас нема. Во Словенија кај што бев имаше на пример таму нема континери, ја не видов на улица континери, имаат само мали кантички што се за отпад. А за големите Големите веројатно се доста поорганизирани од нас. Дали по куќи си имаат секој своје канта или како некои од општиниве наши што имаат, да, и во зградите дали имаат, не знам, може би имаат, јас барем имам слушнато дека имаат посебни како оџаци, кај што го фрлаат и доле во подрум се складира целото. Не знам како му е организирано, хотелите кај што се знам дека имаат посебни подруми со десетици, 20 контейнери кои што се за посебен отпад, хартија, батерии и така натаму. Така да они се многу поорганизирани од нас во тој аспект. А тие надвор што се мали кантички кои што и редовно ги чистат и дезинфицираат, значи тоа е, да не ви кажам, за чистота се. Дали си вака, како да кажам, педантен, чист и по дома, среден ти регалот, мислам. Сега ќе се смее девојка. Чорапи фрлени на сите страни, гаќи ваму. Не до толку, не сум до толку педантерија, ама сакам да ми биде чисто нормално, да немам онака, да не е запуштено прашање на избришано со месеци, да не. Сам си живееш или со твоите си? Се уште сум со моите. Па добро, има кој да чисти, кој ќе стоделиш. Жени се инаку. Не, сам морам да признам тоа, сам си средувам барем мојот дел, мојата соба, си средувам се сам. Дипленјалишта, прашина, такви ствари, сам. Добро, Андреко, ако треба со една реченица да ја опишеш својата мисија, која би била таа? За почист град, не знам. Не знам како да опишам, валја се знае од акција. Ја практикувам да не зборувам многу, иако на видеата што ги имам на реловите што ми идат на социјални мрежи. Првото видео го направив со глас, нормално за да се представам да видат луѓе што правам, како правам, ама секој наредно веќе продолжив бидејќи на некој начин дадов. Првото беше гледано и би сакал да продолжам во тој тренд и на тој начин од таа причина продолжив да зборам. Обично сакав јас да биде онака, да не видам толку ја експонирам, да не зборам многу, него делата да зборуваат во моје име. Од таа причина не знам вака што би кажал во една реченица. Едноставно се надам дека уживаат луѓето во видеата што ги гледам и се надам дека правам нешто за општо добро, така да и се надам дека инспирирам голем дел од луѓето со работата што ја работам. Дефинитивно инспирираш и продолжи тоа да го правиш. Ајде сега Маце, само уште некои прашања пред да завршиме. Кажи ми кој ти е омилен алат за можеш ли да издвоиш? Со што највише уживаш кога правиш? Пошто претпоставам те исполнува тоа. Ја, например, ми исполнува кога косам трева. Уживам да косам трева у двор кај мене, горе у село. Си пуштам мозок на пасење, после ме мрзи да го собирам тоа, ама некој вика дека па и тоа се оставало како се сушело. Да, за ѓубре. Да се прави, да. Трева, тоа мислам не е баш така. Па не, види, ако сакаш стварно убав густ тревник, не треба да го оставиш. Така. А иначе тоа ако го ставиш искосеното на посебно место, со тек на време кога ќе врне дожд нели од влагата, се прави ѓубрево доле многу добро и тоа е за прихрана на цвеќиња, растенија се. И се на така. Се користи за да, се користи на таков начин, ама ако сакаш густ тревник не треба да го оставиш. Значи како шишаш после да се собира, да. Да, одма или треба да одстои еден ден бар? Не, треба одма да се собира. Тие како што си имаат нели. Тоа исто како коса кога ќе сишиш, зависи да ги оставиш влакната, да, баш така му доаѓа. Се враќаме. Што беше прашањето, да, го забравив. Кој ти е најубав алат? На почетокот ми беше сигурно ја виделе најкористената алатка таа за стружење, ама кога сватив дека е стварно тешко со нејзе да се работи, не ми е баш најомилен. Најомилена ми е дувалката. На крај кога ќе средам се, дека да се издува, да се издува целото место да изгледа онака по можам да кажам дувалката. А ги користам сите. Мислам и тримерот зависи сега кое место го средуваш, ако има некоја така обрасна де треба измеѓу бекатонки со тримерот и тримерот ми е најомилен тогаш. Андреј, јас да ти го дадам поклонот од Redcast, еве ти една чашичка од нас. Повели. Фала ти. Со здраве си пиеш од незе, да се освежуваш кога ќе ни ги чистиш тревниците, и некогаш ако ти треба помош, ако сум слободен, слободно, веќе имаш број од мене. Така. Јави се и јас сакам многу да средувам, сакам да гледам убави места. Не ќе да гледам да биде гадно, ама за жал во држава уште сме на некое ниво кое што не ги задоволува нашите апетити, ама ти си еден нов херој на градот кој што
кој што ете со своите постапки инспирира многу млади луѓе, како што кажав, и нови генерации кои што можеби ќе ги потикнеш да излезат и утре они да купат по едни ножици и да почнат да кастрат нешто. Да. Се надевам, види, јас ќе па како што кажав се надевам дека ќе успеам да организирам некоја така волонтерска акција. И да, поканете сте тогаш сите кои што сакате да помогнете. За крај секогаш оставам порака од гостинот до гледачите, можеш да гледаш таму. Моја порака би била да се грижиме за животната средина, да не загадуваме и се надевам дека ќе придонесам во таа моја иницијатива да се прошири оваа порака, бидејќи на крајот од денот ние живееме во градот. Одлично кажано. Андреј, фала ти многу што беше дел од Редкаст, твојата енергија навистина заразна, а твојата работа е чист пример дека малите нешта прават голема разлика. Луѓе, ако сакате повеќе вакви приказни, следете го Андреј, излезете надвор и направете нешто добро за местото каде што живеете. Ова беше 7-та епизода од 3-та сезона на Редкаст. Се надевам дека убаво си поминавте со мене и со мојот гостин. Останете поздравени и запомнете, не чекај друг, ти биди првиот што ќе направи разлика. Поздрав и се гледаме. Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте!